Подарокот за влез во тимот. Стефан многу сакаше да биде дел од тимот за надпреварот по знаење. Цела недела слушаше како неговите другари зборуваат за подготовките, за прашањата и за тоа кој ќе влезе во тимот. Капитенот на тимот беше Алекс, ученик кој секогаш бил одговорен и чесен. Но Стефан знаеше дека не бил многу активен на часовите и не се пријавил за пробните тестови. Сепак, многу сакаше да биде дел од тимот. Еден ден, кога ја виде шансата, му приде на Алекс. Алекс, ова е за тебе, рече Стефан, подавајки му омилено чоколадо. Само ако можеш. Да ме ставиш во тимот. Алекс го погледна чоколадото, па потоа Стефан. Зошто ми го даваш ова, праша тој. Па, мислам дека би било убаво. Знаеш, сакам да бидам во тимот, а ти одлучуваш, одговори Стефан со тивок глас. Алекс се замисли. Му беше јасно што се обидува да направи Стефан. Но знаеше дека тоа не е фер. Тимот треба да се состави според труд и знаење, не според подароци. Стефан, му рече смирено, не треба да ми даваш ништо. Ако сакаш да бидеш во тимот, следниот пат пријави се на подготовките и покажи колку можеш. Не е во ред да добиеш нешто поради подарок. Стефан се засрами. Сфати дека направил нешто што не било чесно. Го прибра чоколадото и рече. Извини, Алекс. Во право си. Ке се потрудам повеќе следниот пат. Биба и тајната на звончето. Во шумското училиште Шапчиња и Папчиња, пчелата Биба се подготвува за големиот надпревар во знаење. Ако победи, ќе го добие златното звонче, награда за најученик на шумата. Но тој ден нејзиниот другар, птицата Свифо, шепна. Бибо, имам копија од прашањата. Ако ми дадеш дел од твојот мед, ќе ти ги дадам. Биба го прифаќа предлогот. Таа му дава мед и ги чита прашањата. Победува, но чувствува непријатност. Другарчињата дознаваат и надпреварот се поништува. Биба се извинува. Биба го одбива предлогот. Му вели, знам доволно и ќе се трудам без измама. Иако не ги знае сите одговори, завршува на второ место. Сите ја пофалуваат за искреноста. Се чувствува горда. Кога реков не на уцената. Еден ден, на училиште имавме тест по математика.
Мојот другар Тоше се приближи и ми рече: кажи ми ги одговорите или нема да ти дадам да играш со мојата нова топка утре. Се почувствував збунето. Сакав да играм, но знаев дека мамењето не е фер. Го погледнав и реков: не можам да ти кажам. Тоа не е правилно. Можам да ти помогнам да научиш ако сакаш. Тоше прво се налути, но подоцна ми се извини. Заедно ги повторувавме задачите и тестот помина одлично. Тогаш научив дека да кажеш не понекогаш е најхрабриот избор. Се гордеам со мојот избор. На училишниот пазар сите продававме работи што сами ги направивме. Јас направив украси од хартија и се радував што луѓето ги купуваа. Но тогаш една ученичка дојде и рече: ако ми дадеш 2 украса бесплатно, ќе те пофалам пред наставничката за да добиеш награда. Звучеше примамливо, но не ми се допадна начинот. Помислив, не сакам награда што не сум ја заслужил искрено. И реков: сакам сите да имаме еднакви шанси. Ако навистина ти се допаѓаат, можеш да ги купиш. Наставничката го чу разговорот и ми рече дека сум направила вистински избор. Не добив награда поради пофалба, туку добив нешто поважно, почит и самопочит.